Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Еве на почетокот на второто полугодие, второто полувреме или ако сакате новата сезона, но пред да започнеме онака како што сте навикнале да не гледате во студиото, решивме да направиме неколку меѓусезонски изданија, да се дислоцираме во студиото, да им појдеме нагости на луѓето за кои сметавме дека заслужуваат да бидат во наше присуство, ваше присуство, да бидат пред камерата, зашто имаат што да кажат. Знаете, Ништо лично, местото каде што звездите отвораат душа, оние од естрадата, оние од културата, од светот на модата, од јавните личности, ама и од светот на политиката. И токму таков еден лик, една личност имаме во ова прво меѓусезонско летно издание. Човекот кој е во трка за уште еден мандат на градоначалничката позиција на веројатно најпосакуваниот град не само во Македонија, македонскиот бисер или бисерот на Балканот, Охрид. Ќе зборуваме и за она што се нови предизвици, за она што е сработено, за она што останало несработено, за она што доправо не очекува и се разбира не само за тоа, за неговиот личен живот, за неговите навики, хобија, за детството, за Охрид како град на неговото детство, младост, живот и веројатно уште едно градоначалничко место. Но за тоа потоа, затоа добар ден велам на Кирил Пецаков, господин Пецаков. Драго ми е дека се гледаме. Ви благодарам на поканата, задоволството е мое. Апсолутно задоволството ќе биде заедничко, мое, ваше и на гледачите на Ништо лично, зашто ниту едно друго место нема да слушнат ништо слично. Да, предпоставам. Добро, ако е така, новинарскиот велат она што е последно да биде прво прашање. Сезоната полека привршува, ако во Охрид трае богами и септември, па дури и почекот на октомври. Имаме ли сознанија дали е ова подобра од ланската, како стоиме оваа сезона? Јас би рекол дури и ноември, познавајќи го овај, односно не познавајќи го, но враќајќи се на онај конгресен туризам, кој што некако после короната замре веќе од пред 2 години го имаме, така да трае до кај ноември, посебно во хотелските капацитети, по однос на параметрите. До јуни параметрите беа повеќе од добри, тоа е благодарение на оние 45.000 германски туристи кои што од февруари до јуни, односно во туристичка сезона, дојдеа во Македонија во договор помеѓу владата и туроператор, односно 2 вечери во Скопје и 2 вечери во Охрид. Крајните бројки ќе ги имаме сепак на крај на септември, кои што ќе ни кажат и по однос на прибраната туристичка такса, но и по однос на бројот на ноќевање, како сме поминали. Меѓутоа, ако ланската беше рекордна по сите параметри, тогаш се надевам дека ова е во најмала рака ќе ја следи или можеби со овие 45.000 туристи кои што ги имаме. Па да, тие се моите очекувања. Така. Бркате втор мандат, ама да. Овој мандат е на крај или веќе завршува. Кажете ми, кога прв пат се соочивте со градоначалничката позиција, со ова столче, да. Со кои предизвици се соочивте, кои ви изгледа вака, вау, можно ли ова да се направи? Видите, Охрид беше град за кој што буквално од само самостојување па до прескоро година-две се разговараше дека е задолжен и блокиран, како и што беше вистината. Охрид беше со тотална сума преку 32 милиони евра во 2013 година блокиран и јас го наследив во декември, имав еден како пресек. Започнуваме од почетна точка, вкупно блокирана сметка, утужени побарувања, нови тековни обврски кои што ги имавме за општината Охрид во тој момент изнесуваше околу 14,5 милиони евра, што само по себе е голем предизвик, знаејќи дека на месечно ниво располагаме со одредена сума на средства за кои што можеме да располагаме, но тоа беше само еден од предизвиците, секако дека посебно гледајќи ја програмата и начинот на кој што наставив пред Охриѓани, во кој што наставив со 5-6 работи за кои што 30 години од основното самостојување, а ако сакате и повеќе се разговарало, но не биле направени и сега на сума сумарум на крај на мандат можам да кажам дека сум повеќе од задоволен со она што сме го завршиле или отпочнали и за мене представува голема чест и задоволство со начинот на кој што сум покажал дека работиме да оповарам и вториот мандат. Секако дека општина Охрид се раздолжи, започнавме
низа проекти за кои што се разговараше во минатото, значи катната гаража добивме одобрение, добивме прочистителна станица за на селото Трпеца, отпочна исто така со градба, заврши постапката, направивме после 50 и кусур години основно училиште, некој што ништо не направил во никогаш место, односно сектор каде што никогаш не се направило ништо. Спортската сала во основното училиште Лесковец исто така години беше разговарана и правена за веќе на 1 септември ќе биде реалност, така да многу работи за кои што сум се нафатил да ги направиме и сме отпочнале, сме ги направиле на кои што сум посебно горд. Так. Како капитални разговарам проект. Така, зборуваме за капиталните, оние секојдневните тоа е работа која што ни е, да. Ни треба 3 емисии за да ги кажеме и раскажеме. Сепак за многуми најверојатно и општата слика е таква, и општиот печаток и она што се зборува и во медиумите, но сигурно е така, е оној баланс или дисбаланс меѓу Охрид како културно наследство, како град, да не речам музеј, и она што е новиот урбаниот современиот развој. УНЕСКО бара работите да стојат, да не речам замрзнати, такви какви што се, конзервирани и наместо, а градот сака нека мора да се развие на овој начин. И цело време се некој дисбаланс меѓу едното и другото. Ако го освоите следниот медат, на што се надевам, имате ли чаробно стапче како да бидат задоволни двете страни? Па видите, со оглед на тоа што знам кај сме биле како дел од Советот на општина Охрид и големите предизвици кои што започнаа по однос на препораките и мерките од УНЕСКО, па планот следуваше во 2019 за Охрид кој што беше донесен и од Советот и од владата на Македонија за тоа како треба да изгледа урбанизирањето на Охрид, би рекол дека баланс постои во 4 години затоа што оние препораки кои што ги имавме во изминатите години и кои што беа нотирани на оние што ги викаат генерални собранија и кои што се препораки веќе кај нашата страна, односно македонската страна, бидејќи кога станува збор за Охрид, разговараме за Охридски регион во УНЕСКО, а не само за градот Охрид, и некако се намалуваат и посебно оние ситни работи кои што сме ги имали. Јас ги викам ситни, меѓутоа сепак се забелешки во градот Охрид се отстранувани лека по лека, така да јас сметам дека баланс е повеќе од возможно да постои и ќе постои помеѓу она што треба да представува некаков си урбан развој на градот, но и она што треба да представува заштита на она што е веќе културно наследство, ако сакате. Тоа можеби не го доживуваат како конзервирање на сето тоа, туку би рекол дека инвестициите кои што треба ги направиме посебно во заштита на животната средина се едни од побитните работи кај нив, а по однос на урбанизирањето би рекол дека со планот голем дел од работите ги планот за управување на Охрид и за менаџирање ги решивме, меѓутоа ќе ги надополниме, како тука треба сепак влада Агенцијата за просторно планирање која што е по транспорт, ќе ги надополниме со планот за управување на Охридското крајбрежје. И тука негде би се комплетирале во онај дел што би требало, значи баланс и развој на градот. Кога сме кај Охридското крајбрежје, Охрид е голем и убав град, а всушност мал град, заради тоа што да не речам, а ќе речам сите се знаете меѓу себе. Проблем е да се урнат дивоградбите покрај езеро. Тука се другари, пријатели, роднини и познаници. Видите, имаше период кога сето тоа беше извулгаризирано. Зошто? Кога разговараме за дивоградби, секогаш се зема на регистар за дивоградби кој што беше дел од препораките за да се направи, а ние како влада и како град сме го направиле во минатото и сме го доставиле, и станува збор за голема бројка на дивоградби, меѓутоа тоа е затоа што пример во Охрид има 21 село кое што немаат урбанистички план. И секоја куќа која што сака да има некој имотен лист и да остави утре дали на своите деца или да се го реши за себе, мора да го реши по патот на она што представува легализација на објекти, а легализацијата одеше на три засебни термини, 11, 15 и 16 кога имаше продолжување на законот за легализација, така да и постојат и други населби во градот кои што без урбанистички плани се развивани во минатото и
која ќе се земе сума сумарум со можноста за адаптација или интеграција на некои објекти во урбанистичките планови, со носењето на сите урбанистички планови, посебно генералниот урбанистички план, генерално на крај ќе останат многу малце објекти кои што се спорни, а тие сите кои што се спорни се сепак во некои други заштитни зони како што се Национален парк Галичица, Студенчишко блато, можеби и дел од Крајбрежје, и така да не е толку голема бројката, меѓутоа да, тоа е уште една причина која што ние како заедница на единици на локална самоуправа веќе разговаравме со транспорт. Пример Охрид општина која што во 4 години имала само еднушка успешен тендер за рушење, тоа е во 2022 година, не се преуват компаниите и не сакаат се занимаваат со тие работи. И ние разговаравме дека и таа реалност и плюс имаше и страф од консеквенции. Да, не би рекол нека се не мора да е компанијата од Охрид. Едноставно ние на очигледно и не е тоа само за Охрид ситуација, тоа е генерален став на ЗЕЛС. Немаме успешни тендери за рушење на ниво на Македонија. Не се пријавуваат компаниите. Имате ли доволно добра соработка со централната власт, не само во овој сегмент, генерално функционира ли тоа? Има ли поддршка, мала ли е, голема ли е, доволно? Од денешен аспект е огромна поддршката, зборувам во оваа година, во овој година дена ние аплициравме заеднички преку 26-7 проекти за кои што Охрид ќе биде инфраструктурно развијан во наредниот период во сума од отприлика 9,5 милиони евра, што е суштинско за нашата општина. Оние пари кои што се делат по глава на жител, и сметам дека како за влада е одличен концепт првите години од првиот мандат да поминат посветени директно на инфраструктурниот развој на општините, затоа што таму е многу потребно. Ние имаме пример големи општини со многу малце жители, невозможно тие сами да инвестираат во она што го викаат инфраструктурен развој. Сега веќе со овие средства кои што ги добивме по глава на жител, повиците кои што ги има животна средина и транспорт и врски представува сериозна поддршка за општините, така и за Охрид. Во минатото, ако имавме добра соработка, тоа беше околу препораките и мерките кои што ги имавме од УНЕСКО и во кои што моравме или требаше да соработуваме, а на другите нивои немавме баш таква соработка. Меѓутоа сметам дека овој начин на поддршка на општините е правилен и треба да продолжи. Еден од главните проблеми на Охрид, особено шпицот на сезоната, е проблемот со просторот за паркирањето. Некои се жалат дека и концесиите кои се издаваат на плажите проблем е паркингот, проблем се санитарните чворови, па имаме плажи без тоалет кај што не може да отидат. Како го решавате тој проблем? Плажите во 2021 има, да кажам, лоша судбина, она која што претходно беше издавано со повици на Министерството за транспорт во 2008, 2009, 2010 година, тој период. Тогашната локална власт сметаше дека треба да се отстранат урнати, остана неколку објекти кои што 2 години понатаму не работи и представуваше сериозен предизвик за нас како општина да најдеме начин повторно да проработат, затоа што на Охридското крајбрежје, посебно на туристите кои што доаѓаат, и тоа како му е потребно уредувани плажи. Би рекол дека со плажите и со она кое што го направивме ние, сепак има основните услови онаму каде што сме имале можност да тоа го дадеме онаму да го дадеме како локална самоуправа, меѓутоа има места каде што тоа не сме можеле да го направиме, затоа е потребно можеби едно ново законско решение и повик кој што заедно. Ама плажа без тоалети и без паркинг е многу. Па не знам дали има такви без тоалети, а паркингот и пристапот е тој кој што е на крајбрежје самите локации, така да ќе мора да се снаоѓаат со паркинг на подалечни места и пешки да стигнуваат до плажа. Добро. Ако мислите да некоја поточно, можам да одговорам. Што е со централното градско подрачје, односно проблемот на паркингот? Има ли можност за катни гаражи? Има некои локации кои се и онака паркинзи, се оди во длабочина, во височина? Сега во мај, односно на повикот кој што беше февруари, траеше од април, ја аплициравме катната гаража за поддршка, го извадовме одобрението, сега излегува во понеделник или вторник јавниот повик, така да очекуваме за скоро време да имаме темели, односно да се почне со изграда на катна гаража, која што ќе биде во централното градско подрачје, кај градскиот пазар, ќе има околу
200 паркинг места и да, тоа не го решава проблемот со паркинг, зборувам за летниот период, преку година е генерално окей во Охрид, меѓутоа ќе зголеми потенцијалот и бројката на паркинг места и од сега најавувам уште една во вториот мандат здравје, која што ќе биде кај хотелот Юник, која што е веќе уцртана и ќе представува уште една катна гаража која што ќе пак паркинг на самиот кеј и ќе може исто така да го и не ќе може, туку ќе зголеми бројот на паркинг места во градот. Сега ве прашам за ваш коментар. Знам дека е приватна собственост, дека е тоа приватизирано и дали е акционерско друштво или некаков друг вид на собственост. Не знам, ама греот е да биде руина среде центарот најстариот хотел во Охрид и најпознатиот палас. Најголемиот проблем, мојот личен став е повеќе од јасен, меѓутоа во едно време тој хотел стана споменик на културата, како заштитен. Врз основа на тоа не плаќа ни данок на имот, ни сите останати давачки кои што треба да може да се приватизира споменик на културата, ако го приватизира? Приватен е. Тоа е приватна собственост на Свето и сите околу него, тоа не знам како се вика групација. Заедно со уште неколку објекти во градот како што се Десарет, Орце Николов детското игралиште и кампот Љубаниште и сите се генерално со исклучение на кампот Љубаниште кој што е даен 20 години на концесија или на работење приватно, веќе личи на место кое што има доста содржини и доста добро уредено, останатите три се генерално руина и очигледно таа групација која што ги поседува овие хотели или овие објекти на брегот на Охридското крајбрежје, далеку од добро му мислење на Охрид, посебно од туристички аспект. Меѓутоа тоа е еден аспект. Има ли начин да се реши? И само со притисок, никако поинако. Меѓутоа желбата на собствениците првично не сега, значи години наназад е тој објект да се сруши. Па потом понатаму нешто се гради во договор со некаков си светски бренд. Меѓутоа секако сето тоа стои во место. Сум имал неколку обеди за да имаме состанок, знам дека во последниве 5-6 месеци министерот за култура имаше состанок баш на оваа тема. Јас стојам на располагање, се надевам дека во наредниот период и ќе инициирам нормално такви работи, ќе најдеме решение за, конечно би рекол, можеби најдобриот хотел со најдобра локација во нашиот град да добие вистинска, да кажам, и употребна вредност и лик. Па видите, со отварањето Охрид ќе добие многу, затоа што убеден сум дека тоа ќе биде бренд хотел кој што ќе може да привлекува еден поинаков вид на туристички туризам, дефинитивно. Македонија генерално, особено поголемите градови, се соочуваат со, односно помалите градови се соочуваат со оној проблем кој е рак рана на општеството, можам да кажам, заминувањето на младите од помалите градови во Скопје и генерално од секаде надвор од Македонија. Како стои Охрид на тој план и сезоната трае 2-3-4 месеца, ама после тоа Охрид не е тоа што е на лето. Има ли некаква формула да може да се задржат младите во Охрид? Барем, ако не друго, да имаат можност за собствена екзистенција, собствен бизнис, собствено вработување преку целата година зборува? Ако зборуваме за допредскоро, системот и пред се недовербата, начинот на кој што функционира системот и недовербата во самиот систем е тој кој што младите ги носеше надвор од Македонија во еден малце подалечен период и неизвестната иднина, би рекол. Сега веќе приватниот сектор кој што сепак вработува огромен број на луѓе, нуди многу повеќе можности, многу поголеми плати од она што представуваше државното и колку беше државното вработување актуелно во минатите години. Тој е сега сменет, меѓутоа сепак добар дел од младите се уште заради првата работа која што е набрав, начинот на функционирање на системот и недовербата према државата и системот ги тера својата среќа да ја побараат надвор. Ние имаме среќа што како град сме атрактивни 5 до 6 месеци, во смисла има можност да се работи, да се заработува преку туризмот и директно. Ама луѓе се жалат угостителите дека има недостаток на работна снага повеќе од надвор. Тоа е проблемот. Иако платите се повеќе од добри во
во тој сектор, во гостителскиот сектор, меѓутоа останал на некако од минатото дека ајде да пробаме поголема можноста, можеби поголеми платите. Тоа сепак ќе кажам било за во минатото, сега се поголеми платите и дури и поголем број на персонал ангажираат самите угостителски објекти за да може да ја завршат истата работа, затоа што пред се станува збор за барем оние кои што работат од Охрид, млади луѓе кои што се дури во своите средношколски денови и се дел од угостителскиот сектор и работат веќе по неколку години искуство набиваат буквално во тој сектор наназад. Меѓутоа, како што кажав, сметам дека лека по лека враќајќи ја довербата во државата и она што треба представува систем на функционирање во секој сегмент, дали е тоа здравство, образование, правда, кај сакате, буквално имаме недостатоци изградени во сите овие 30 години, иако морам да напоменам дека сме имали добри моменти, блесоци би рекол, иако не траеле долго, на крај оставивме зад себе како една зборувам една политичка генерација која што до пред скоро ја водела Македонија систем со многу недостатоци. Така да поправањето тука, зголемувањето и можноста на платите во приватниот сектор, покренувањето на или субвенции за отворање сопствени бизниси. Тоа сега да кажам, добрата клима за отварање на бизнис, на нови бизниси, сметам дека лека по лека ќе може луѓето да ги враќа назад. А Охрид, викаме, има таа среќа која што иако добар дел од 6 до 9 месеци поминуваат надвор на печалба, сепак истите луѓе нашли начин да инвестираат нешто во Охрид и од 3 до 6 месеци исто така ги поминуваат во Охрид. Така да тука е нашата среќа. Иначе мислам дека ги прати иселувањето на младите и Охрид го зафаќа како и останатите градови. Така. Малку би сакал да знаеме за Кирил Пецаков, не како градоначалник, не како политичар, да видиме каков е татко, каков сосед, каков сопруг, каков комшија. За сосед и комшија ќе кажат комшиите, меѓутоа сметам дека се првично по природа сум широко граден човек и не сум некој човек кој ќе се расправа тука, да сметам дека сум окей. Кажете ми, колку имате време за семејството, за да им посветите и на сопругата и на децата, и како успевате да ги заштитите воопшто фамилијата, особено најмладите, од Кирил Пецаков политичарот, како ја правите таа бариера, до Кирил Пецаков татко, сопруг, пријател? Тие се имам два сина, 10 и 4, се уште мали и мислам дека не го доживуваат на тој начин она кое што. Ако не го пренесувате дома, не може да го живее. Дома не се разговара скоро за тоа, ако се свесни едниот и другиот дека работата на мојот е градоначалник на Охрид, му е јасно на двајцата, меѓутоа она што е предизвик секако е наоѓањето на баланс измеѓу работа, семејство и фамилија секако, но и другари. Сепак тоа е нешто за кое што имам направено систем, кај што додека е работа, посветувам 4, 5 или 6 сати на семејството. Служба. Гледам после тоа и со другарите, така да имам направено баланс, веќе 4 години сум градоначалник, функционира добро кај мене, успевам да стигнам со секој и на секој да посветам внимание од луѓето кои што се околу мене, а од друга страна работата секако дека е на место број 1 затоа што е доста захтевна и работа која што мора секојдневно да си и па дури во секој час да си во контакт со Так. Како се релаксира Кирил Пецаков? Има ли омилено место во Охрид кај што би го препорачал на некој кој не го знае? Јас мојата релаксација наоѓам во ракометот, јас сум поранешен капитен на ракометниот клуб Охрид во овие години откако станав градоначалник, затоа што градскиот ракометен клуб е акционерско друштво основано од страна на општината во 2013 година. И од тоа што навака се развиваше како клуб, сега откако станав градоначалник се ветив дека ќе дадам еден посебен акцент на ракометот, затоа што и доликува како човек кој што бил капитен и основач на истиот тој клуб да може да види на некој друго ниво. Веќе 2 години поред сме дел од Европа, меѓутоа оваа година сме и доста посериозен клуб заедно со бизнес заедницата во Охрид, која што несебично го поддржува клубот, и би рекол дека тоа е местото каде што се релаксирам и секако дека со другарите во некој од објектите низ градот знаеме навечер да се опуштиме малце, да се подружиме, се насмееме, буквално тоа е место, тие се 2 места каде што јас реално се релаксирам настрана од она што представува за мене обврска. Така, Охрид е познат по своите специјалитети, особено рибните. Рибните и гемлезете. Така. Има ли
Кирил Песаков собствен специјалитет омилен и впрочем, знаете ли да готвите нешто, сготвите дома? Ако треба да. Ако треба. А кога треба? Тоа е кога не може, кога сопругата не може во моментот заради поштите работи Тоа да телефонот па има достава. Па нека знам, да, тоа е најлесниот начин, меѓутоа знам некојаш да сготвам нешто што е поедноставно, зборувам во принцип скара со било што е останата салата, не сум за овие манџи и такви работи не сум спремен да готвам, иако верувам дека не е ништо. А што сакате најмногу конзумират? Од готвените манџи, јадењето сепак најмногу ги сакам, дали е тоа грав, боранија, грашок со некој вид месо, гулаш, полнети пиперки. Останато од мама или останато викам од мама или ново стегнато од супругата? Не, од мајка ми супругата успешно тоа го продолжи, така да задоволен сум поднесен. Сепак пак и готвено сакам. Добро, тука ми се поклопуваат вкусовите, морам признавам. Да. Готвено пак ја сакам, реално. Има ли време за, не знам, култура, музика, филм, тој тип на релаксација и културна надградба, да речем? Секако, посебно овие културните настани кои што ние како локална самоуправа ги организираме веќе 4-та година. Едната на која посебно сум горд, тоа е Охридскиот вино фест кој што е на почеток, означува во јуни, означува видно почеток на туристичка сезона во градот. На крај на летото или веќе во сабота завршува Охрид Water Festival или фестивалот на водени спортови кој што има повеќе денови вклучени едукативни и културни, каде што имаме концерти. За прв пат пред 3 години, веќе ова е 3-та година, имаме и джез фестивал во Охрид, исто така организиран од општината. И гледам на оние настани кои што ние ги организираме, јас да бидам за културни разговорам, јас да бидам присутен, така да тие се, и ако има добар концерт секако дека сакам да посетам. Ако има добар концерт, најмногу има во Скопје, доаѓате ли таму? Доаѓаме. Кога има можност, да, тука имаме за време на за летото, има доста културни настани, вклучувајќи го Охридско лето, но и оние кои што се на градскиот стадион, како што беа оваа година Джейсон Деруло и Хугел, беа добри настани, добро посетени, големи концерти. Ајде вака да прашам. Ајде. Охрид меѓу масовен туризам, во кој вклучуваме и масовна култура, од типот на Лепа, Бренаца, Лукас, па до се останато, или Охрид град со елитен туризам и елитна култура? И може ли е баланс или треба да се оди во една или друга насока? Сепак е баланс. Охрид е голем град, преку 50.000 само жители имат и постои уште преку 12.000 имоти кои што не се од Охријани. Мислам дека баланс е најдобар, ама нашата работа како општина и давајќи нота на сето она што го организираме на нашите настани, да изгледат добро, светски и сите оние ударни термини кои што се дел од или би требало да се користи инфраструктурата на општина Охрид да бидат организирано или да бидат настани од светско ниво. Така да тоа е нашата заложба. Каков туризам му треба на Охрид, дали ќе биде квалитет или квантитет, и мислам дека тоа се два предизвици, затоа што одејќи само на квалитет и доаѓајќи на такви гости, дефинитивно Охрид ќе направи најскапо место можеби во регионот, што и не е така, што и не е воопшто лошо. Меѓутоа, сметам дека во се, па така и за овој дел културниот дел од туризмот, а и туризмот самиот по себе како гранка, балансот е можеби најдоброто решение. Ама Охриѓани најмногу се колатерална штета велат кога е скапотијата. Цело време скапотијата, тоа го викам, ние 12 месеци го живееме. Да, ќе си отидат туристите, цените ни остануваат. Јас затоа, значи кога ќе ме прашаат, да цело време го викам, ние добро ве разбирам све што викате, меѓутоа треба да знаете дека ние го живееме Охрид 12 месеци. И ако угостителите се задоволни од начинот на кој што работат, може да ги плаќаат вработените 12 месеци, но и да направат за себе некаков си профит, а тоа значи дека се профитабилни, дека може да работат и дека се посетени, не само од туристите и од нас. Така да јас би рекол пазарот ги диктира цените. Тоа е исто како и кога ќе ме прашаат кој е вашиот коментар за цените на квадрат во самиот град.
доколку се гради, истите се купуваат уште на неизградено, а цените се реално високи и повисоки дури од некои места во Скопје. Тоа значи дека побаровачката е голема, се купуваат пример станови или се трошат угостителските. Разбирам, ама не е така како велат 2/3 од становите се празни, ако не и повеќе. Тоа затоа што ги купуваат туристи. Има злоупотреба, условно речено се перат пари преку вложување во недвижнини и така натаму. Се плаќа во кеш на значи тоа државата и УЕП ако не го работела до сега, тоа сега е вистинско време тоа да сработи. Затоа и квадратот оди нагоре, претпоставувам, а не заради побарувачката за живот. Не, квадратот оди не, дефинитивно не е заради живот, затоа што посебно начинот на кој што се работи инфраструктура на автопатот во изминатата година дена, а тоа е автопат кој што често време дури до ден денеска наидува на подсмев, автопат кој што во изминатите 11-12 години доста луѓе го изгубија својот живот, меѓутоа се насветува крајот и се гледа начинот на кој што се работи остатокот од Кичево према Гостивар и автоматски тоа значи дека доаѓањето од Скопје до Охрид ќе представува сат и 15, пат долг сат и 15 минути и само по себе сметам дека е крива атрактивност и секој би сакал еден викенд посебно во оние зимски денови кога Охрид е генерално сончев да ги помени и да дојде тука со фамилијата и сметам дека заради тоа е многу поголема во овој период побарувачката. А овој дел што спомнавте вие, доколку државата не внимавала до сега, сметам дека сега е време да најде начин како знае и уме се тоа да го препровери во минатото. Од тоа колкава била трансакцијата на купување на стан, дали биле така, тоа е работа на државните институции. И се сложувам дека треба да се провери што е можно побрзо. Така. Користите ли социјални мрежи и дали сте тој кој преку социјалните мрежи е лично во комуникација со граѓаните или администраторот го работи тоа или вашиот тим или повеќе сте за што ви рекле не за Facebook туку за Facebook со Facebook дефинитивно, меѓутоа користам Facebook и Instagram. На пораките на официјалниот профил одговараат најчесто од администраторите, а сите оние коментари кои што се дел на без разлика се направило некој проект кога ќе се направи таму, дали ќе се направи, па дури несоодветни коментари, доколку најдам време тоа ги одговарам лично, а нормално на приватните инбокси и на Facebook и на Месенџер на Instagram ги одговарам лично. Ама мојата работа и она кој што повеќе ми исполнува е директниот контакт со луѓето и непосреден. Лесно јас доаѓам на работа и знам да се заменам пешки, се движам по чаршија пешки со фамилијата сам, имаат можност луѓето да ми постават прашања и да кажат која е нивната мака, така да мислам дека е многу попродуктивно директното гледање со луѓето. Така. Кога последен пат сте биле на Охридска плажа? Секој ден. Така? Да, вчера. Така? Да. Добро. На две места одам, таму имам можност луѓето пак уште полесно да придат до мене, така да секој ден одам. Заради нормално и ради себе, меѓутоа и децата се тие кои што сакаат. Така. Кога ви биле туриста, не охриѓанец, доаѓате во Охрид. Што прво би сакале да видите? Како туриста да го доживеете како градот. Начинот на кој што функционирам и кога одиме во странство, сепак дека малце ќе прогугламе, ќе прозачкаме на интернет за да можеме да ги научиме основните или најпосетуваните 5-10 локации во местото кое што се, така да верувам дека секој го прави тоа и сметам дека стариот дел на градот со сите оние знаменитости пред се Света Софија, па понатаму која што била како катедрална црква, во минатото на Охридската архиепископија, амфитеатарот, Богородица Перилепта, каде што има фрески кои што означуваат еден вид на почеток во средновековието на Ренесансата, понатаму Блаошник, Самуиловите тврдини, тоа е нешто кое што секој како прв пакет треба да го види. Охридската чаршија, Охридската стара чаршија, кеот на Охридското езеро, заливот на Коските, манастирот Свети Наум, без исклучок и секако дека локални винари постојат во Охрид кои што се убави, националниот парк Галечица, врвот на Галечица, доколку некој е љубител на тој и има авантуристички кој што сака. Има повеќе видови на туризам, не е кај нас само езерскиот туризам или плажите, нормално посета на некоја плажа. Ние имаме и културен туризам, имаме религиски туризам, ако сакате, затоа што покрај она позната изрека за Охрид 365 цркви за 365
365 дена во годините, имаме и доста значајни џами кои што се низ централното градско подружје, така да би рекол дека и религискиот туризам е дел од овој секако од Охрид, авантуристичкиот туризам и така натаму и така натаму. Како гледате Охрид за 10 години и кој е вашиот сон да го видите некое нешто или генерално Охрид по една деценија? Предизвик е како градоначалник да разговараме за 10 години, меѓутоа е добро да го кажеме следно, дека како градоначалник кога сум станал, јас тоа го говорев неколку пати и би го кажал од аспект на градоначалник. Охрид постојат хронични проблеми за кои што 30 години на некој начин се зборувам 30 од самостојување, тоа е мојата поента, се разговарале или биле хроничен проблем на самите охријани. Дел од нив се отпочнати, дел од нив се завршени, а дел од нив ќе отпочнат и би рекол дека сето она кое што во одреден момент било проблем од аспект на инфраструктура, од аспект на тоа за подобрување на паркинг место, од подобрување на начинот на живот, сообраќајно уредување, водоснабдување, покривање на канализација буквално на секое населено место, сепак тоа е предизвикот и би сакал за 10 години да го видам Охрид таков, Охрид да имат модерна марина која што ќе представува и отстранување на пловните објекти од каналот Студенчишта, кој што е еден од препораките и мерките на УНЕСКО, модерна марина која што ќе има свое место, простори за можат луѓето културно да пристапуваат до своите пловни објекти, секако уште една помала марина со реконструкција на старото пристаниште во Охрид, на кој што ќе има можност да паркираат само едрилици, кои што би требало да се дел од сликата на Охрид, новото водоснабдување на Охрид по пат на гравитација, а не по снабдувањето кој што сега го имаме со водоводни пумпи од Плакенската планина, еден од предизвиците за кои што сум убеден дека ќе започне во вториот мандат, веќе се изработува проектот, така да би сакал да кажам дека Охрид да биде град во кој што и дополнително содржини и инфраструктура кои што ќе привлекуваат туристи 365 дена во годината. Да, за тоа е потребно и автопатското завршување, за тоа се потребни можеби затворени аквапаркови, затворен базен, зоштудени и скијачки центар кој што во минатото постоел на Галичица од Ресенската страна. Ако ги надодадеме сите овие работи, сепак го гледам како Охрид како град кој што 365 дена во годината ќе привлекува на некој начин. Охрид како Монте Карло, како да кажем. Зошто не? Како Ница и Кан. Да. Добро. Тоа генералната слика, на личен план. За овие што не знаат, Кирил Пецаков не само градоначалник и политичар, по професија лекар, стоматолог, за детска стоматологија, да. Специјалност, специјално детска и превентивна. Так. Се гледам назад за 10 години. За 10 години Кирил Пецаков министер за не знам што, или евентуално вице-премиер, премиер и така натаму, или не знам директор на Охридска болница или на стоматологија. Кирил Пецаков сепак останувате ли во политиката или ќе се враќате во професијата? Тоа ми е генералното прашање. Еден ден, зборувам еден ден, не зборувам назад во професијата, дефинитивно. Меѓутоа, кој ден ќе биде тоа не знам, меѓутоа секој треба да знае колку мандати е доволно, затоа што повеќе мандати представува и создавање на негативни навики, на нешто кое што можеби повеќе нема да ти исполнува и покажала праксата дека не завршуваат баш славно наназад, не само тука, него на светско ниво. Меѓутоа и сметам дека 2 мандати како за градоначалник е повеќе од доволно да се даде еден импулс на сето она што треба, значи промена на Охрид, односно Охрид како што сакаме да го гледаме, или Охрид како што многу работи му фалеле во минатото, а сме ги направиле во изминатите сите години, вклучувајќи и овие 2 мандати кои што ќе бидам како градоначалник. Така да би рекол дека мојата иднина сепак ја гледам назад во професија. Се заборава ли професијата додека сте во политика? Или тоа е како возење точак, само рутина? Е возење точак, меѓутоа сепак е занаед, раците треба да си го зборуваме, си се навикнат повторно назад, меѓутоа заборавање секако дека не. Додека сте градоначалник? Откако сум градоначалник или не? Откако сум градоначалник не. Не, за жал не. Добро. За крај, сосема дојдовме до крај.
Имаме ли некоја генерална порака која би им ја упатиле на оние кои заправо на сите охрињани, особено на младите, зошто би гласале за вас на следниве избори? Значи, зборувам во една реченица, две. Јас секако дека сметам дека прво како градоначалник во изминатите 4 години покажав дека може функцијата градоначалник да не е онака како што сме исперцепирале во минатото и да бидат луѓе недостапни или луѓе до кои што е многу тешко. Јас сум бил човек од народот, останав човек од народот, генерално достапен, да може секој да ми приде да разговарам, сепак се движам се уште и по рестораните и по кафичите, а знам некогаш и по дискотеките со младите луѓе и буквално сум направил доста и за спортот и културата и се тоа што треба представува еден вид на белег кој што ќе остане принцип на функционирање на градот и во иднина кога нема да бидам градоначалник, така да оној кој што сум бил, сум останал истиот генерално и сметам дека е повеќе од доволна причина секој оној кој што имал прилика на некој начин да ме запознае или да стекне перцепција од надвор гледајќи работата да ме поддржи на овие локални избори и заедно во наредните 4 години да го направиме уште поубаво место за живење. Кирил Пецаков, ракометар, доктор, специјалист за детска стоматологија, актуелен градоначалник на Охрид, многу известно и иден градоначалник на Охрид. Кирил, благодарам. Задоволството беше мое, претпоставам на гледачите, а веројатно и ваше. Тоа што имавме да кажеме во 45-50 минути, останатото на дело. Сега, благодарам. Така, благодарам многу. А вие, драги мои, бидете тука, бидете така, се гледаме следната среда во следното издание на Ништо лично, каде што, знаете, веќе и сами. Никаде на друго место нема да слушнете ништо слично. Ова се летните варијанти, наскоро почуваме и во студио, ама пред да влеземе во студио имаме уште нешто да ви понудиме. Бидете тука и бидете така. Чао!